Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес, впрочем, како и секоја емисија, ќе останете до крај со нас. Ќе ја проследите оваа емисија и оние содржини кои што ги подготвивме за денес и се надевам дека ќе бидат од ваша корист. Изминатата недела 4 март се одбележа светскиот ден на дебелината. Кај нас статистиките велат дека 30,5% од децата од 6 до 9 години живеат со зголемена телесна тежина, додека дебелината е почеста кај момчињата. Возрастните пак 28,4% живеат со дебелина. Кај нас дебелината кај возрастните е зголемена за 13,6%, а додека кај децата и адолесцентите за 7,4%. Ова како информација беше објавено од Институтот за јавно здравје. За таа цел со мене денес во студиото е професор доктор Игор Спировски, кој што е специјалист по хигиена и здравствена екологија и раководител на оделението за исхрана и здравствено-хигиенски прегледи при Институтот за јавно здравје. Со него малку ќе поразговараме за оваа тема, ќе ни ги каже и тој нели самиот оние статистики кои што јас ги кажав, ќе ги потврди, ќе каже нешто ново околу тоа, како стои на светско ниво, се разбира ќе кажеме што представува дебелината како здравствен проблем, како потоа нели може да се третира дебелината, кои се последиците од тоа нели ако ние не се справиме со овој проблем, што повлекува друго и така натаму. Ќе поразговараме денеска, меѓутоа пред да го поздравам доктор Игор, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот кој што го подготвивме токму на денот на одбележувањето 4 март, значи светскиот ден на дебелината. Прочем и да го слушнеме, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот. Во нашата држава дебелината кај возрастните е зголемена за 13,6%, а кај децата и адолесцентите за 7,4% споредено со 1990 година. Постојат разлики во преваленцата на зголемената телесна тежина и дебелина според пол, односно дебелината е почеста кај момчињата за разлика од девојчињата. Повеќето од децата кои имаат зголемена телесна тежина и дебелина живеат во урбани средини, се наведува во денешното соопштение на Светската здравствена организација за 4 март, светскиот ден на дебелината. Физичката неактивност кај децата заради намалените можности за безбедни животни средини, кои промовираат активна игра и движење на децата, доведуваат до помалку движење и употреба на електронски уреди како клучни детерминанти на дебелината. Приближно 40% од децата од 6 до 9 годишна возраст поминуваат време пред телевизија или употребуваат електронски уреди повеќе од 2 часа дневно. Вкупно 48% од децата спортуваат или танцуваат најмалку 2 часа во неделата. Повеќе од половина, 63% активно се движат до и од училиште, пешки или со велосипед, наведуваат од СЗО. Од Институтот за јавно здравје претходно денеска нагласија дека трендовите на зголемена телесна тежина и дебелина кај децата во нашата држава се одржуваат стабилно на високо ниво. Потребен е сеопфатен и мултисекторски пристап кон дебелината, оддавање приоритет на факторите од животната средина што влијаат врз дебелината, до зајакнување на здравствената заштита за превенција и контролата на дебелината како хронично заболување, посочуваат од ИАЗ. Да, како што некаде на крајот на прилогот се потенцираше, потребно е мултисистемски пристап за нели да се справиме со дебелината. Посакувам добри дојди, драго ми е што еве после долго време се договоривме да гостувате и да бидете дел од Ваш термин. Добар ден и ви благодарам за поканата. Кажав ке говориме за дебелината, издеговте вие со едно соопштение со нели со статистиките, па ајде да ни ги кажете вака и денес во емисија како што беше и на денот на одбележувањето. Да. Како стојат работите? Па состојбата како што и вие ја пренесовте она што ние го лиферувавме на тој ден е дека ние така како дефиниравме тоа, дека состојбата со дебелината во Македонија се одржува стабилно и на високо ниво. Да. Тоа не е добра вест, бидејќи 1/3 од децата на возраст од 6 до 9 години, знаеме дека дебелината го има тој феномен на следливост, трекинг, кој викаат во литературата, и големи се шансите децата кои што имале проблем со зголемена телесна тежина и дебелина, понатаму во животот да го влечат тој проблем
и во подоцнежните години, во времето на кога се возрасни, па и во доцното доба, доколку без проблеми дојдат до таму. Меѓутоа, оптоварувањето со зголемена телесна тежина и дебелина рано во животот сериозно ги комплицира здравствените ризици на една индивидуа. Така. На популацијско ниво, зголемената телесна тежина и дебелината заедно, рековме се 30%, и околу 13% од децата имаат само дебелина, или она што кај возрастните го викаме body mass index на 30 килограми на метар квадратен. Кај децата нормално тоа се мери со поинакви индекси, меѓутоа јас кажувам што е еквивалентно, на што е еквивалентно тоа, бидејќи тие сега BMI калкулатори ги има и на интернет, секаде луѓето лесно може да го проверат тоа кога ќе ги стават податоците за нивната висина и тежина. Сега кај децата таа ситуација е прилично лоша и сме во горниот дел на земјите од европскиот регион. Кај возрастните околу 28% од нив живеат само со дебелина и ако се рангираме некаде сме во средината од земјите во Европа. Меѓутоа, околу 60% од мажите и една половина од жените во Македонија живеат со зголемена телесна тежина. Значи, еден степен под дебелината, меѓутоа со огромен ризик да влезат во таа статистика на луѓе кои што живеат со дебелина. И сите овие податоци и одржувањето на високо, константно на високо ниво, значи немаме пад, не ги задоволуваме целите кои што Светската здравствена организација си ги постави и земите членки, не СЗО, туку земите членки кои што ја формираат СЗО, си ги поставија некаде во 2015 година, дека во наредните 10 години, до 2025-та, ќе има стагнација или пад на преваленцата, односно на просечната, на состојбата со зголемената телесна тежина и дебелината во европскиот регион и во самите земји. И многу мал дел од земјите, минорен дел од земјите во Европа, се на патека тоа да го постигнат, најголем дел од земјите, скоро сите, нема да ја достигнат таа цел. Така што ние се приклучуваме во таа една неславна статистика во која што проблемот ни се зголемува, наместо да го стагнира или да се намалува. Значи, секогаш со благ некој пораст. Ајде тука ќе се обратаме до нашите гледачи, доколку оние кои што не следат сакаат да постават некој прашање или да дознаат некоја како да кажам, некоја покорисна информација во однос на она што доктор Игор го знае, може да не се приклучите, да се јавите и да го поставите вашето прашање што е од ваш интерес. Доктор Игор, бидејќи ајде вака да направим, дали всушност си знаете, ако пред 30 години, еве, ние кога сме биле во основно училиште, не знам, генерацијски можеби некаде тука сме, се случуваше само едно дете или преку сила 2 деца да бидат со зголемена телесна тежина. Зошто? А сега додека во едно оделение може повеќе дечиња да видиме со зголемена телесна тежина. Зошто? Што се причините? И дали тоа навистина е така? Точно заради тоа ние ги дадовме и статистиките во однос на 90-та година. 1990 година, која што се зема за некаква точка во која што има пресвртница во однос на индустриализацијата, промената на живењето, миграциите во урбани средини, кои што не се иманентни само за нас, туку се случуваат. Ние повеќе ја гледаме Европа, меѓутоа јас би рекол ова западна цивилизација кон која што ние се стремиме, живееме. Сите тие транзицијски времиња, не во смисол на економска транзиција која што беше кај нас тогаш, меѓутоа транзиција во однос на стилот на живење и индустриализацијата и зголемувањето на обемот на храна која што се преработува и се најдува или како готова да се купи, или да се спреми во дома. Јас често пати кога им предавам на студентите им ставам 2 слики како изгледале нашите супермаркети или продавници, тоа супермаркети немало толку големи и немаше. Како изгледа, а како изгледаат сега? Сега се тие преполни со преработена храна. И затоа сите статистики се земаат од тоа време. Тоа им
е делумно и одговор на вашето прашање. Во тоа време различна беше структурата антропометриска на луѓето и дебелината, изголемената телесна тежина не беа толку фреквентни како што се сега. Да, и можеби поради фактот што токму поради тие причини најчесто се јадело дома во кругот на семејството, оној домашен сготвен ручек што се вели. Така, значи таа промена се случува и во семејството, и на работните места, и во однос на јадење, се повеќе надвор, нормално не можеме ние да избегаме од сите тие економски промени, зголемувањето на бројот на места каде што може да се излезе, да се јаде. Оваа ситуација сега што беше со пандемијата, и бумот на онлайн нарачувањето, се тоа промени кои што одат во насока да ја променат антропометриската структура на возрастните и на децата, генерално на населението, во насока на зголемувањето на телесната тежина и дебелината. И тој процес, како што е вака тргнат, ако нешто не се системски не се реагира, мислам дека нема да имаме позитивни трендови уште некое време. Меѓутоа, дебелината порано не беше окарактеризирана како здравствен проблем или како болест. Сега веќе во поново време е, значи, болест. Причината е што луѓето кои што се со прекумерена телесна тежина, тоа многу доцна го сваќаат или стигматизацијата за дебелината како здравствен проблем некако кај нас како да не е надмината. Дали е тоа навистина така и дали е тоа причината што доцна се обраќаат за помош и меѓутоа во тој меѓупростор веќе се создаваат проблеми, помал животен век, нели? Генезата на проблемот е точно во таа насока. Светот, здравствените професионалци ги класифицираат болестите преку така наречената меѓународна класификација на болести, значи алфанумерички систем во кој што секоја диагноза можете со бројки и со букви да ја изразите. Сега ја имаме 11-та ревизија на таа класификација во која што дебелината е внесена, има своја шифра како болест. Пред некое време беше ризик фактор, меѓутоа сите професионални издруженија се согласија пред неколку години дека сепак тоа е болест, затоа што ги има сите карактеристики на заболување. Согласно тоа е внесена и имаме, оние поупатите, ако гледаме во секој упат имате некоја алфанумеричка индикација која што може да и текстуално објасните, а може и не, по која што вашиот лекар ќе може да диагностицира или да лекува. Сега ставањето на дебелината како болест е чекор напред. Една од причините зошто се внесе е да се подигне свеста меѓутоа не кај пациентите, тука и лекарите. Значи ние мора прво кај нас да ги бараме условно да речам решенијата. Едно од решенијата е ние да бидеме свесни дека индивидуата која што доаѓа да побара помош, со зголемена телесна тежина и дебелина, таа влегува како болен човек. Значи не дебелината вообичаено ние ги лекуваме причините кои што довеле до дебелината, а не ја лекуваме дебелината како причина. Сега ако тоа го смениме, тогаш ќе мислам дека има шанси полека да има напредок во однос на состојбата која што имаме. Ако човек ви дојде со животно загрозувачка состојба, вие секако дека нема да ја лекувате дебелината. Меѓутоа, на примерно ниво, ако тој човек ви се појавувал, бил во таква состојба, а вие не сте реагирале, сепак и вие треба нешто да промените во однос на вашиот пристап. Внесувањето на дебелината во оваа меѓународна класификација како посебна болест, пред се, значи, придонесе и се надеваме дека ќе придонесе за во примарна здравствена заштита да ги препознаеме ризиците кај пациентите. Тој може да нема никаква кардиоваскуларна болест, која што е директно поврзана. Може да нема ни зголемен крвен притисок. Може да немал никаков кардиоваскуларен инцидент. Може да нема да речеме некое малигно заболување или ендокрино заболување, за кое што дебелината може да биде ризик. Меѓутоа има дебелина и ризикот веќе го има. И ние мора да се потрудиме да го намали тој ризик преку управување со дебелината.
пак ќе речам, зборувам јас повеќе од страната на превентивата, на спречувањето на болеста. Меѓутоа, не се само луѓето од примерна здравствена заштита и ние од превентивна кои што треба да ги решаваме. Ние во нашето соопштение, вие го спомнавте тој мултисекторски пристап, решенијата поврзани со дебелината како јавно здравствен проблем, не како индивидуален, не се во здравството. Или најмалку се во здравството. Добро, според вас каде се? Затоа што вие мора да им обезбедите на граѓаните, на популацијата, можност за тие да не го добијат тој ризик. Настрана генетиката, некои болести, многу мал дел, болести се некои поретки заболувања, некои синдроми, кои што сами од себе го генерираат поголема количина на масно ткиво во организмот и го представуваат, го презентираат таа индивидуа како со зголемена телесна тежина или дебелина. Меѓутоа, најголем дел од луѓето ја стекнуваме. Подоцна во животот, заради нашиот животен стил, заради тоа како сме се определили да живееме и така натаму. Меѓутоа, мора да општеството да ни обезбеди шанса нам за ние да не станеме, да не го добиеме тој ризик. Мора да ни обезбеди инфраструктура, мора урбано планирање да обезбеди, мора зелени површини да обезбеди, мора можност да практикуваме физичка активност без да плаќаме да обезбеди, а не како што е сега, само тој што има пари да може да прати, да го прати дете. Практично да може секој да има, секој, тоа е прва фаза. Нека биде и на општинско ниво. Апсолутно. Апсолутно. Ја не го ограничувам тоа ниво да биде на централно или на локално, регионално. Значи секој онаму каде што, доколку е тоа интервенции во заедницата, што ги викаме на локално ниво, тоа се најдобри и најдобри резултати даваат. И најдобро се прифатени од населението, доколку тоа е нешто што се организира локално. Сакам да кажам дека кога ние ќе оставиме да лекуваме, да лекуваме дебелината, ние од јавното здравје ќе сме изгубиле битката. Затоа што кај вас излегуваат податоците? Да, не само податоците, значи ние нашата гранка е гранка на превентивната медицина. И повеќе соработуваме ние и повеќе сме, кога ги спомнавте податоците, тие податоци треба да им служат нашата конекција со оние кои што носат одлуки повеќе. Да ги искористат дали имаат слух тие што се за односење? Па тоа зависи, знаете, најчесто кога треба да се интервенира, ние бараме и се радуваме на мотивирани индивидуалци внатре во институциите. Значи, некојаш сме имале среќа, тоа не мора да биде министер или заменик министер или некој на високо ниво, меѓутоа сме имале среќа или во здравство или во други институции, други министерства, да има луѓе кои што се мотивирани и сакаат да ги турнат работите на напред. Да речеме, ние соработувавме со Министерството за образование, со Министерството за труд и социјала во однос на правилниците кои што ги донесовме за стандарди во градинките, во основните училишта. Сега работиме на неколку други иницијативи и се е тоа поврзано со мотивирани индивидуалци внатре во институциите кои што секако од повисоко ниво, таму каде што работат, немаат обструкции и имаат поддршка за да може да истуркаме некои активности, за да може системски да се делува. А на индивидуално ниво, нормално, кога ќе дојде проблемот, се решава. Така, сега бидејќи статистиките говорат дека нели кај адолесцентите и кај децата е зголемен процентот, нели. Како што кажавте вие претходно, бидејќи ако некој нели уште од дете си го носи тој проблем, кога ќе биде повозрасен уште повеќе нели ќе му се рефлектира. Па сметате ли дека најмногу треба да се делува во училиштата кај децата и кај адолесцентите? Не знам како е сето организирано, честопати кога сум говорела и на други теми во однос на образованието за децата и кога и за психичкото здравје се разбира, не само за физичкото дебелината. Честопати, како што вие кажувате, иницијативи да, меѓутоа никаква реализација од страна на оние кои што треба да го реализираат. Јас се сложувам со вас дека има мала дискрепанца во однос на тоа дали треба како, не кој, туку како треба да ги спроведуваме активностите во школска, во училишна средина и во предучилишна средина. Да. Имено, и сега ние тоа го увидовме тој проблем и се здруживме со УНИЦЕФ, со Министерството за труд и социјална политика
и со здруженија на наставници, негователки во градинки и така натаму, за да можеме да ја пренесеме вистинската информација до родителите, и до децата, и до наставниците. Значи, на тие особено ни се важни родителите и наставниците. Знаете, живееме во време кога има многу информации. Порано, колку и да било потешко да се споделуваат информациите, помалку шумови доаѓале и до родителите, и до наставниците. Наставниците не се, како да кажам, не се здравствени професионалци, па сега да ги знаат сите новини и така натаму. И тие се подложни, како и родителите, на разни информации од различни извори. Многу од тие информации не се точни. И тие не смеат да бидат пренесени на децата. Не смеат да бидат пренесени, да се промовираат, не знам, алтернативни некои начини на исхрана во таа возраст. Како некои храни се супер храни, па тие придонесуваат, не знам, дека ќе е подобра ситуацијата. Не. Нема чуда во науката и во медицината. Чуда не се случуваат од денес за утре. Позитивните резултати ќе дојдат само со континуирано следење и континуирано придржување кон определени стандарди и кон определени знаења. Знаењата може да се менуваат и ние ќе ги, како да кажам, ќе ги презентираме тоа што е најново и до родителите и до наставниците. Меѓутоа, не смееме да дозволиме ненаучни, паранаучни информации, кои што се шпекулации, всушност не се информации, да доаѓаат и до наставниците и до родителите. И тие се рефлектираат на децата. Така што средината, предучилишна и училишна, она што вие кажувате, е клучна, меѓутоа не смееме да забораваме и семејната средина. Точно така, колегите клиничари од педиатрија, еден мој разговор со професор Кочева одамна беше, секогаш истиот вели, кога ќе влезе детето, мора да ги видиме родителите. И да видиме дали животниот стил нивни е рефлектиран вака од око е рефлектиран врз ситуацијата со детето. И промените мора да настанат внатре во семејството покрај и внатре во семејството може индивидуално да се делува. Многу е помотивиран секој кој што ги има тој проблем да го решава, кога ќе види дека средината почнува да го решава околу него. Брзо ќе се вклопи и ќе добие мотивација. Во нешто. Инаку стигматизацијата која што ја спомнавте исто така е сериозен проблем и пак ќе речам. Не се говори. Јас сум дебел, ништо не ми е. Имаме и ние своја одговорност во однос на тоа. Нормално сега се ставовите сменети, меѓутоа се сменети од кога излезе новата меѓународна класификација, во која што и од кога ние малку погласно почнавме да зборуваме. Инаку тоа беше од мало дете, ако е пополничко, тоа е индикација дека е добро, нешто добро се случува. Од мал сум си јас. Ама се е тоа рефлексија на историските. Ние сме овде, во овие 50, 60, 70 години има драматични промени од глад, од малнутриција, што ја викаме на негативната страна, од деца кои што умирале од глад, кои што биле хронично ненајадени, во недостаток на храна, до едно изобилие на храна. И сега пак почнуваме еден нов циклус, гледаме дека храната станува се поскапоцена и така натаму. Се е тоа рефлексија на општествените случувања. Така, колку од ова што го говорите како активности, како она што треба да биде мултисистемски пристап во справувањето со овој здравствен проблем, еве можеби имате некој план понатаму во училиштата да одржите некои предавања, нели, сепак децата да слушнат директно од вас корисни информации во она што се вели како проблем за дебелината. Ние немаме капацитет да дојдеме до сите. Нашите алатки сте вие како јавност и определени медиумите број 1 и определени професионални здруженија преку кои може да ја расшириме веста. Меѓутоа, секако дека треба да се најде начин што повеќе да се говори, се почнува од базата кон врвот. Базата ја имаме, имаме и професионални здруженија, и лекарски, и здруженија на вработени во градинките во основните училишта. Имаме знаење, имаме волја и тој процес, мислам дека во средината на годинава веќе ќе биде инициран
преку Министерството за труд и социјална политика, а подоцна и преку Министерството за образование со наша поддршка. Ние сме во континуирана комуникација со нив. Пак ќе речам малку по конвергентен пристап, значи да нема еден куп информации кои што ќе се шират и децата нема да бидат сигурни, односно ќе бидат, тие не ги анализираат тие податоци, туку едноставно ги примаат, да не бидат збунети во однос на информациите што им се даваат, туку да ги добиваат точно во ова шума на информации од сите страни. И сега кога станува збор за... Меѓутоа пак ќе речем, подигањето на свеста е само мал сегмент. Ние можеме да зборуваме и да го кажеме тоа. Треба всушност секој некој што има проблем да си го прифати. Не само тоа, тој да си го прифати, да почне да го решава, а општествените услови да се сменат во насока да не промовираат дебелина. Сега ситуацијата во која што живееме е околината оди во прилог зголемената телесна тежина дебелина да се зголемува. За жал. Во однос на тоа, бидејќи систематските прегледи и кај децата, а и кај возрастните, се на некој начин, нели, една превентивна мерка, колку би требало, еве, можеби кај возрастната популација тоа се посочува кога ќе се појде на систематски преглед или можеби понекогаш и само како се вели, колку ради реда се прават систематските прегледи, меѓутоа сепак се наоѓаат некои недостатоци, покачен притисок маснути, пак можеби ќе им посоветуваат да држат диета, да внимаваат во исхраната, како што кажавме, сепак останува индивидуално, меѓутоа кај децата е многу битно тој момент кога веќе ќе имаат систематски преглед, оние кои што ќе го прават, некако да го, како да кажам, да го потенцираат малку повеќе тој момент, да поразговараат и со учителите и со родителите да бидат повикани, па некако можеби малку повеќе ќе се Јас се сложувам дека освестиме, така тие се влезна врата, меѓутоа тие систематски прегледи служат само за утврдување на ситуацијата. Ние мора податоците, и мислам дека електронскиот систем, мој термин, веќе ги има или е во фаза на интегрирање на тие податоци, тие податоци да бидат достапни до матичниот педијатар и до матичниот лекар. Кога имате поголем број на деца во вашата околина кога треба да ги измерите и така натаму, многу малку време останува вие некаков разговор да направите, можете вие тоа да го забележите, а доколку тие податоци подоцна дојдат кај матичниот педијатар или кај матичниот лекар, а тој до тогаш не го видел тоа дете, тоа е веќе еден аларм да во најмала рака да се повика на преглед, на разговор. Значи сепак матичните лекари го имаат клучната улога е во примарното здравство тука во препознавање на проблемот. Па и во негова почетна иницијално решавање. Во секундарното здравство, ова сега што се и во терциерното, овие центри за справување со дебелината во 8 септември на клиниката за ендокринологија, таму би требало да доаѓаат само случаите кои што имаат веќе комплицирани мултиморбидитети. Значи, дебелината најчесто комбинирана со диабет и со други пореметувања. Тие не би требало да бидат секојдневно посетувани од луѓе кои што имаат зголемена телесна тежина и дебелина. Значи, таму би рекол би требало да одат по комплицираните случаи. Ваму на примарно ниво би требало да се препознава ризикот. Значи, говориме за тоа еден матичен лекар кога некој ќе направи крвна слика или нели, ако му е се во ред да нема покачени ни шеќер ни масти, а е со зголемена телесна тежина, значи тој не е да се посочи како проблем, Тоа не е без разлика какви биохемиските параметри се, треба да му се посочи на тој човек или на тоа дете дека на родителот нормално има методи како се прави тоа и тоа е предмет на дополнително изучување, да му се посочи дека тоа не е, како викаме, business as usual ситуација. Туку дека треба да се направи некаков чекор кон намалување на ризикот и да се убеди индивидуата дека справувањето со дебелината само ќе ги подобри параметрите за идното негово живење. Затоа што, знаете, ние имаме различни здравствено-економски индикатори. Еден од индикаторите е години на здраво живење. Друг индикатор се вика години на живење прилагодени со инвалидитет. Не е инвалидитетот
само оној видлив инвалидитет кој што ние го подразбираме. Човек кој што од својата 6-та, од својата 7-ма година живее со дебелина, тој има определен тип на инвалидитет. Така. Човек кој што пред време добил инфаркт или мозочен удар, тој исто живее со инвалидитет другиот дел од годините од својот живот. Тој има некакви ограничувања. Точно така, да. Проблеми гастроинтестинални, ендокрини, диабет, се е тоа поврзано со дебелината. Нормално не треба луѓето да ги плашиме дека тоа се ситуации кои што се иреверзибилни. Баш напротив, треба да ги мотивираме за тоа да почнат да го решаваат и да си го подобрат својот квалитет на живеењето. Колку работодавачите пак се информирани за дебелината како здравствен проблем? Поради тоа што во последно време можеме да бидеме сведоци на како да кажам, на навистина на многу млади лица кои што за жал од X причини го губат својот живот, дали поради овој проблем, дали поради, како што рековте, некој друг кој што се провлекува, а со тоа нели се намалува и работоспособноста и на работниот век на оние кои што се вработени. Колку треба тоа навистина да ги загрижи работодавачите, па и тие некако во сите своји организации да малку, како да кажам, понаметливо да го нафрлаат како проблем на своите вработени. Ние имавме, конкретно јас имав едно интервју во еден од магазините кој што го пред се наменет за бизнис заедницата, дури на насловна страна беше тоа, дека треба да биде препознаено и од работодавачите. Так. Значи, треба и работодавачите, колку и тоа да изгледа сега некако како фантастика од оваа гледна точка, меѓутоа има компании кои што дури и големи, по помалите поедноставно, меѓутоа има и дури големи компании кои што се грижат за добробитта на своите вработени и пробуваат да најдат модалитети како да го намалат ризикот. Така што треба да ги следиме тие примери. Примерите можат да се движат од стимулација на доаѓање на работа пешки, доаѓање на работа со велосипед. Се е тоа здрав начин на живење. Во кујните, ако се е поголема организација, да се приготвува поздрава храна, да се приготвува храна, дел од тие комуницираат со нас, ние даваме сугестии за нивните менија. Значи, со дел од компаниите имаме соработка. Никогаш не сме одбиле кога некој дошол код нас да се посоветува на тоа. Меѓутоа, мала е свесноста се уште. Има тука простор за многу поголем напредок. Меѓутоа па има и добри примери кои што вака даваат надеж дека можеби работодавачите ќе го согледаат оној аспект. Тие најмногу се грижат за продуктивноста, што е нормално. Точно така. Меѓутоа продуктивноста ќе се зголеми доколку имате луѓе кои што имаат многу помалку здравствени ризици. Тие ќе работат и подолго и подобро за вас. Така. Во секој случај, заклучокот е дека справувањето со дебелината и како ќе влијае на продуктивноста на сите оние вработени во секоја една компанија која што е без разлика за што станува збор. Некако неминовно е да го споменеме тоа што кога веќе на некој ќе му се диагностицира еден здравствен проблем како дебелина, дека мора да постои некој третман. Или ако некој реши да се справи со овој здравствен проблем, треба да постои третман. На почеток, претпоставам дека до одредена телесна тежина се во превенцијата сте вклучени, се извинувам, меѓутоа неминовно е малку да проговориме и за ова. Претпоставам до одредена телесна тежина, до одредени килограми зголемини, се делува со исхрана и со некоја таблетарна терапија. Так. Како да тука работите? Не, мислам, точно е дека се делува, меѓутоа исхраната и таблетарната терапија ние гледаме да ги одвоиме. Добро. Значи прво да се делува со промени во животниот стил. Тоа е прво кое што се советува. Пак ќе речам, тие промени не се едноставни. Луѓето не може од денес еден друг начин. Од денес па сега утре ќе смениме. Постепено, меѓутоа мора да бидат свесни дека промената ќе дојде од самите нив. Од самите нив. Значи тоа е првото ниво. Второто ниво е лекувањето, комбинација на хигиено-диететски ги викаме промени и терапија, значи од кога сме ја усвоиле промената
во начинот на живење, таа останува, а во втора инстанца влегуваат лекувањето. Таа може да биде лекувањето таблетарно или да биде со други парентерална некоја терапија. Денеска фармаколошките третмани не се новина. Да. Фармаколошките третмани се второто ниво. И тие не се нешто ново. Од пред некое време има лекови кои што се доста квалитетни. Колегите ендокринолози можат многу постручно да зборуваат за нив, секако јас знам нивната генерика, меѓутоа не сакам сега не сакам во овај момент со тоа да ги оптоваруваме нашите гледачи, меѓутоа има фармаколошка терапија која што е базирана на лекувањето на ендокрините заболувања и затоа центрите се направени одскоро функционираат веќе. Функционираат во ендокрините оддели на две болници кај нас. Меѓутоа многумина се извинувам доктор Игор што ќе прекинам, можеби и не знаат дека имаме такви центри. Да, еве може тоа да ги промовираме. Тие се два, едниот е во 8 септември, а другиот е на клиниката за ендокринологија. Колегите од примарното здравство, меѓутоа пак ќе речам, тие не треба, таму може да се појде со упат, од кога на примарно ниво ќе се детектира проблемот, ќе се дадат иницијалните насоки, доколку гледаме дека нема промена во ситуацијата или дополнително таа ситуација се влошува, може да бидат упатени на секундарно па и на терциерно ниво за справување со дебелината. И нормално последното ниво, која што е строго индицирано, ние имаме параметри според кои треба да се појде на секундарно и параметри да се оди и на терциерно ниво, за терапија и четврто, мислам, другата опција е хируршко решавање на дебелината, кое што денеска е исто еден од начините да се реши тоа. Меѓутоа строго индицирано е. Не може, јас имам естетски проблем, па ќе појдам естетска терапија да направам, тоа не е естетска терапија. Тоа е терапија за намалување на здравствени ризици и сега нормално можете и како за естетско по своја желба да појдете, меѓутоа мојата препорака е тоа да се направи по строго индицирани критериуми кои што ќе ги поминат сите нивоа на здравствена заштита, од примерно секундарно, од секундарно на терциерно, и во терциерно да се реши дали тој зафат на вистина треба да се подвргне. Има тие карактеристики за да може да биде подвргната на баријатриска пожелно би било да не биде само иницијативно тоа, пожелно е да не биде само иницијативно. Бидејќи сепак тоа си носи одредени ризици по здравјето во некој случај. Секако тоа носи промени во вашата анатомија се менува. Точно, тие се поврзани со анатомски интервенции на органите за варење, пред се на желудникот и цревата. Значи, таа хируршка интервенција не ќе придонесе, а тие органи кога ги намалувате или дел од нив правите ресекција нивна, правите и на анатомските параметри кои што се внатре во тие органи, без сега да разгледам зошто и како, правите промена која што понатаму мора да ја одржите, да ја носите, да се носите со неа. Тоа се исто така промени во исхраната, исто така некои ензимски заместителни терапии кои што ќе треба да ги земате определен период во животот за да може да го надоместите, тој дел од органот што веќе го нема. Кај нас нема такви центри? Мислам дека баријатриска хирургија се работи. Се работи кај нас и во јавното здравство и во приватното здравство се работи, така што добро, бидејќи знам дека некои вака ето од оние кои што сум читала се па добро, меѓутоа мислам дека е во нашата држава и во јавниот и во приватниот сектор се. Ајде вака да се вратиме на почеток, бидејќи што немаме уште многу време. Тука сакам на крај да го пуштиме прилогот за слабење кој што е, па малку да ги мотивира и нашите гледачи оние кои што имаат проблем. Кажавте дека сте во превентивата. Кажавме дека примарното здравство треба да биде една прва алка која што ќе треба да го детектира овој проблем. Значи и да нема никаков здравствен проблем, ако има зголемена телесна тежина да се окарактеризира како здравствен проблем и да се пристапи кон решавањето. Матичните лекари треба повеќе да реагираат, меѓутоа вие како еден од оние кои што сте вклучени во овој процес на превентивата, што би кажале вака како една порака до нашите гледачи, сите оние кои што имаат на некој начин зголемена телесна тежина? Јас не би ги охрабрил да почнат да се справуваат со тој проблем.
пак ќе речам, решенијата и подобрувањата нема да се случат од денес за утре, меѓутоа нивниот пристап треба да биде дека би требало на некој начин да се мотивираат пред се заради нивното здравје. Така. Ние имаме препораки за исхрана, популацијски ги има на веб страната на Институтот за јавно здравје, може да се го симнат и да го видат тој документ и да видат што и колку што е помал ризик, што е поголем ризик, каков кои нутриенси ги викаме или состојки во храната би го зголемиле ризикот по здравјето, кои би го намалиле, некакви искуства, какви типови на јас не сакам викам диети, туку диета е начинот на кој што се храниме, значи диета е она што секојдневно го приемам како храна, а не рестриктивна храна. Пред се такви начини на исхрана кои што ги има таму, медитеранскиот тип, даш исхраната, кои што се признаени на светско ниво како начини кои што треба да се придржуваме и кои состојки би можеле да ни го намалат ризикот. Секако тоа да биде пропратено со физичка активност без оптоварување. Велиме физичка активност во ниво на удобност треба да ја правиме. Да не биде па и претерано, да. Физичка активност која што е професионална, таа бара професионален надзор. Ние зборуваме за физичка активност која со секој може да си ја приушти. Точно така. Брзо одење, пешачење, да вози велосипед, лесно трчање на ниво на кое што може да не го оптоварува. Меѓутоа само една активност нема да ја смени ситуацијата. Доколку видат промени, сите сме, тоа е човечка особина, доколку видиме позитивни промени, ние многу полесно ќе се придржуваме. Ние многу полесно ќе се придржуваме и ќе се мотивираме. Така да тоа е првиот чекор, значи признавањето дека проблемот постои. Така. Се друго, тука се матичните лекари, тука е примарното здравство, кое што првата консултација треба да биде таму. Јас секогаш викам дека на нивоа и на институционално, сите институции, сите организации треба да имаат некој со кој што ќе се консултираат пред се во министерствата за труд и социјалови, што се разминуваат со предучилишна, училишна возраст во образование. Тие внатре во себе треба да имаат определена структура, кои што знаат нутриционизам, кои што знаат состојки кои би требало да се набават, кои што може условно да речем да бројат калории. Значи исто така тоа е една системска промена која што може да се предвиди во систематизациите на овие институции. Така што од таму се би требало да почне во однос на возраста и во однос на кога се да речем надвор од училишна возраст, адолесцентни, возрастни лица, ако го имаат проблемот, првиот чекор е препознавањето и признавањето дека постои. Така, ако тогаш има шанса да ја подобриме ситуацијата. Ви благодарам многу за денес. Се надевам дека ве се тоа што го говориме нели и во медиумите, а и нели оние кои што се од пишаните медиуми кои што се нели кои што ги доставуваат информациите на друг начин, ќе има влијание врз подигање на свеста на сите нас, вклучително сите ние и што сме и во организациите, и во училиштата, и во градинките да децата имаат некако како да кажам здрав начин на растење, да не бидат обезни, а и за возрастните нели да внимаваат повеќе на својата телесна тежина, бидејќи како што кажавме тоа е ризик за многу други здравствени проблеми. Ви благодарам многу, драго ми беше што после долго време повторно се сретнавме и направивме една убава емисија. Се надевам дека соработката продолжува, па во некое следно издание ќе проговориме можеби за некои други тематики. Благодарам и вам на поканата. Јас само уште една реченица би сакал сите кои што го слушаат ова и оние кои што почнат се на пат да се справат со оваков проблем, да внимаваат од каде ги собираат информациите и кои информации ги сметаат за валидни. Тоа е една друга тема, која што на сите ни треба еден тип на едукација, меѓутоа да внимаваат од каде. Првата премиса кога би требало да донесат заклучок треба да им биде дека чуда не се случува. Преку ноќ, така. Преку ноќ. Секој што ви ветува чуда преку ноќ, да знаете дека тоа е проблем. Тоа е проблематична изјава. Токму тоа и во новата сезона имаме соработка со магистар Татјана Павлова, која што е нутриционист, и токму со неа подготвивме еден прилог за слабење и го потенциравме тоа дека се што е ветено од страна на тоа дека инстант, нели, ќе се ослабе, ќе се со овој напиток, се што се нуди, нели?
дека не треба да се верува на таквите работи. Еве и вие тоа го потврдивте. Ви благодарам многу. Се гледаме со вас тука, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот за слабење кој што го подготвивме, па повторно ќе се вратиме да се поздравиме за денес. Дали слабењето е лесен и едноставен процес? Кога сакаме да намалиме килограми, најчесто посегнуваме по некои брзи диети кои што многу често се со така наречен јојо ефект, односно килограмите кои што сме ги изгубиле многу брзо и лесно можеме да ги вратиме. За да го започнеме целиот процес на слабење, најпрво треба да научиме како нашето тело функционира. За да можеме правилно и лесно да ги изгубиме килограмите, првенствено нашиот метаболизам треба правилно да работи. Метаболизмот представува склоп на биохемиски процеси кои што се случува во нашиот организам со цел да го одржи организмот во живот. Сега, за да знаеме дека нашиот метаболизам правилно работи, ние мора првенствено здравствено да бидеме сигурни со што се соочува. Кога ќе посетиме нутриционист, се прават нутритивни прегледи кои што нас ни одредуваат одредени параметри. Првенствено дали се соочуваме со дебелина, дали сме во нормална телесна тежина, со каков вид на дебелина, дали станува збор за стомачна гојазност или друг вид гојазност и така натаму. Тука би напоменала дека нашиот организам има неколку видови на ткиво. Првенствено имаме структурно ткиво, кое што е содржано околу нашите органи. Потоа имаме резервно ткиво, кое што всушност ја формира нашата силуета. Имаме подкожно ткиво, масно ткиво, кое што најчесто се наоѓа во бутовите, во задникот, околу рацете и така натаму. И тие масти на телото му служат како резерви за енергија во случај кога ние некогаш сме гладни. После тоа, висцералните масти се оние масти кои што велиме дека најчесто нас ни прават проблем. Висцералните масти се представуваат натрупани масти околу внатрешните органи, кои што не само што ги блокираат органите како да работат, но тие се буквално обиколени и клетките на самите органи, па од тука не можат да функционираат. Најчесто кога станува збор за замастеност, велиме дека првичната замастеност или појава на висцералните масти се појавува околу црниот дроб. Оттаму, кога црниот дроб не може правилно да функционира, да ја врши детоксикацијата, има премногу масти и така натаму, се префрла на другите органи, како што е жолчката, панкреасот и така натаму. Тука веќе доаѓа до хормонски дисбаланс, до покачен инсулин, инсулинска резистенција која што покасно се појавува како диабет, појава на кардиоваскуларни заболувања и така натаму. Меѓутоа, за појавата на висцерални масти многу често и одредени дигестивни проблеми се причината. Па од тука, кога посетуваме нутриционист, задолжително треба да го знаеме параметрот висцерални масти. Висцералните масти исто така се појавуваат и при покачен кортизол. Кортизолот е хормон на стресот и многу често откако ќе се смириме, откако ќе го намалиме стресот, ние многу полесно можеме да ги намалиме и висцералните масти, па од тука и да ги намалиме килограмите. Со губиток на секој килограм отпаѓа и значителен дел од тие висцерални масти. Кога ќе се ставите на одреден режим на исхрана или кога вашиот нутриционист на контролен преглед ќе види колку килограми сте намалиле, барајте го податокот и колку масти сте намалили, бидејќи мастите и покаченото ниво на масти во телото се директен ризик фактор за појава на болести. Нас не ни треба само витко тело, нас ни треба и здраво тело. И уште нешто што би напоменале тука е дека за да почнеме одреден режим на исхрана, нас ни треба доволно време. Доколку сакаме да се спремиме за летните одмори, периодот е токму сега, бидејќи на телото да се навикне на одреден вид исхрана, па после тоа постепено да почне да ги губи килограмите, му требаат 40 ден. Значи, слабењето или така нареченото намалување на килограми не представува едноставен процес. Се што дошло не дошле тие килограми преку ноќ за да си
исто така лесно ги изгубиме. Значи, едноставно мораме да сватиме дека нашето тело е сложен хемиски процес, систем и поради тоа сите овие процеси на губење килограми не представуваат едноставни процеси, туку тоа се сложени процеси кои што се зависни од хормони, ензими, моментална состојба на телото, возраст и така натаму. Диетите кои што најчесто нас ни се прикажуваат и пласираат по социјалните мрежи или одредени институции кои што велат дека произведуваат здрава храна, секако дека медицински и нутритивно не се препорачани. Покрај посетата на нутриционист, важно е во целиот процес на намалување на килограми да учествуваат и други стручни и медицински лица. Многу често кај женската популација покачените килограми се резултат на одредени хормонални промени, па поради тоа моја препорака е да се обратите до ендокринолог, во тимот да учествува нутриционист кој што најправилно врз одредени крвни параметри или хормонски испитувања ќе ви даде правилна исхрана и секако тука да не ја заборавиме физичката активност. Па поради тоа тука би кажала дека би требало да биде вклучен и фитнес тренер или да си најдете одредена физичка активност која што одговара на вашето тело. Да не ја заборавиме и водата. Значи, хидратацијата игра многу главна улога во процесот на намалување на килограми, бидејќи првенствено некогаш мислиме дека сме гладни, а ние сме всушност жедни. Моја препорака е секогаш пред оброк да се зема една чаша вода, па после тоа да го земеме оброкот, бидејќи сепак водата наскени волуменски ќе ни го исполни желудникот и информацијата до мозокот ќе стигне дека на телото му е потребно помалку храна. На тој начин ние ќе си помогнеме како да внесеме помалку храна богата со енергија. Мораме да знаеме дека храната има енергетска и нутритивна вредност. Енергетски богата храна е токму онаа храна која што се складира и ни ги покачува килограмите, како што е брза процесирана храна, високоенергетски пијалоци богати со шеќери како кока-кола, пиво и така натаму, чипсови, одредени сладки и така натаму. Додека нутритивно богата храна е онаа храна која што во мали количини нас ќе ни даде поголема ситост. Па тука секогаш велиме со секој оброк да се зема одредена количина на зеленчук, бидејќи сепак ни дава волумен, диетални влакна, не држи сити, одредена количина на протеини и правилен избор на јаглени хидрати. Да, почитувани гледачи, добро би било за сите оние кои што ги имаат овие проблеми со телесната тежина да се консултираат со стручни лица, да го послушаат советот од доктор Игор што го кажа на крајот и секако да пристапат кон решавање на проблемот. Ви благодарам за вниманието, ве оставам во убаво расположение, имете добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.